Избрана фирмата изведувач која од оваа пролет треба да започне со активности за изведба на нова сообраќајница кај паркот Пролет во Штип. Со истата ќе се поврзува Штипската клиничка болница и Средното медицинско училиште Јане Сандански, а истовремено растеретени од сообраќај ќе бидат сега постоечките улици кои водат до болницата. Тоа значи дека три сообраќајници, Мирче Ацев, Вита Попјорданова и Љубен Иванов, кои водат на тој дел од градот, ќе бидат растеретени со формирањето и создавањето на оваа нова сообраќајница. И овој тендер е завршен. Очекувам напролет да се почне со активности. Избрана е најповолна фирма, компанија, економски оператор кој ќе ја гради и верувам дека ова ќе придонесе за намалување на сообраќајниот метеж кој се јавува на овие три улици затоа што најповеќе се користат и од страна на учениците, од страна на од страна на жителите на тој дел од градот, но и на пациентите кои транзитираат до клиничка болница Штип. Дополнително ќе се работи на нов кружен тек кај ЕВН со што ќе се обезбеди поголема безбедност во сообраќајот во Штип. Тековно ќе се работи на 17 улици кои се стари и дотраени, а оваа година ќе бидат целосно реконструирани. Улици во населба Баби, улици во населба Леваци, улици во населба Пребек. Значи, станува збор за тековно одржување, не станува збор за нова инфраструктура како предмалку која ја споделив, туку улици кои се дотраени, амортизирани, кои ќе бидат реконструирани. Еве во населба Леваци ќе бидат опфатени неколку улици кои се планирани да бидат Асно, Боро Милевски, Коле Неделковски, можеби некоја ќе сгрешам. Станува збор за улици кои се коцка и кои претходно треба да се направи замена на канализационата и водоводна мрежа, третирање на тротоарските површини, двослојно асфалтирање и ставање на сообраќајната сигнализација. Оваа година штипјани ќе бидат сведоци на низа капитални проекти кои треба да се реализираат во градот, посочи Јорданов, споменувајќи ги обиколницата, скада системот, булеварот Гоце Делчев кај Клучка со населба Три Чешми, спортскиот центар Джексон и слично.